Почитувани гледачи на Спортска мрежа, разговараме за втората женска фудбалска лига. Новата сезона од втората женска фудбалска лига се уште нема познат термин кога ќе започне со надпреварување, односно кога ќе стартува всушност новата надпреварувачка сезона 2024-2025. Меѓутоа имаме една информација која што би сакале со вас да ја споделиме, тоа е дека во новата сезона барем за сега ќе имаме еден нов клуб, иако не е исклучена можноста да уште еден нов клуб се приклучи на втората женска фудбалска лига. Практично знаете дека лај настапува 8 екипи во второлигашкото друштво, во женска конкуренција. Едната екипа си обезбеди место во првата женска фудбалска лига, односно тоа беше непоразениот лидер Атлетико, кој што знаете дека во втората женска фудбалска лига првопласираната екипа има директен влез во првата женска фудбалска лига. Тоа беше Атлетико од Битола, без ниту еден пораз се пласираше во фудбалската елита на Македонија во женска конкуренција, додека пак Вардар, кој што имаше дебютантска сезона, заврши на второто место, играше бараш за влез во првата женска фудбалска лига, меѓутоа беше поразен од Топ Гол во Велес. Во тој бараш надпар Топ Гол беше повеќе од посилени противник со поголемо искуство, меѓутоа знаете дека и темпото на надпреварите во првата лига во однос на втората лига е многу големо. Практично ова ќе биде четврта сезона како се надпреваруваме втората женска фудбалска лига, меѓутоа се уште нема некој квалитет поголем. Минатата сезона знаете дека само Атлетико и Вардар имаа некој квалитет и одвај чека овие две екипи да се соочат меѓу себе за да имаат некој добар надпревар, понеизвестен надпревар. На сите други надпревари овие две екипи буквално има надпревар каде што триумфира со по 7, 8 па и 10 разлика. Меѓутоа формирањето на втората лига, бидејќи во минатото до пред 3 сезони знаете дека имаше единствена прва женска фудбалска лига без да има испаѓање. Во таа лига некогаш настапуваа 10, некогаш 12, некогаш 16 екипи, бројот беше различен во зависно од тоа дали ќе дојде некоја екипа, дали некој ќе се откаже, дали некој ќе се фузира, меѓутоа разликите беа големи. Оние екипи кои што сега се бораат за првото место излез во Европа во првата лига, тогаш триумфира со по 20-30 разлика во однос на овие екипи кои што сега се во втората лига. Формирањето на втората лига по полека дава некој резултат, се уште е рано да се бара некој поизразит резултат, меѓутоа дава резултат. Тоа е дека овие екипи имаат поголем стимул на надпреварување, сега се малку повеќе израмнети во втората лига, меѓутоа повеќе се израмнети во самата прва лига, така да квалитетот се подига. Она што друго овде ќе спомнеме во втората лига е дека практично нова екипа која што засега е сигурно дека ќе настапи екипата на Слободен. Таму веќе имаме изјава во оваа емисија од една од фудбалерките кој што всушност ќе биде и тренер играча во Слободен, во кој што разговаравме со нејзе со Христина Арсова, значи разговаравме за тоа какви амбиции ќе имаат овој клуб, какви планови ќе има овој клуб и што е она од каде всушност идејата за формирање на овој клуб, така да во продолжение да го погледнеме разговорот со Христина, една од најискусните фудбалерки во овој тим и екс репрезентативка на Македонија, пошто се враќаме за да поразговараме за нешто повеќе. Идејата за формирање на женскиот клуб Слободен, желбата уствари за формирање на овој клуб и потекнатоста за формирање на истиот клуб е од тоа што во Скопје конкретно, значи како главен град на Македонија, има многу малку тимови. И од таа причина, значи ние, да подигнеме свеста во Скопје, бидејќи како метропола треба да има повеќе клубови и од тука е идејата уствари за формирање на женскиот клуб Слободен, каде што истите веќе имаме оформена екипа, косторна екипа. ЖФК Слободен ќе настапува со екипа која што е составена, значи и дел играчи од прва лига, значи поентата беше да се разбие табу тема дека од прва лига не доаѓаат девојчиња во втора лига да играат. Значи ние тоа го побивме и ќе се види и на самите терени. Имаме добро засилување, значи од првата лига. Во оваа ситуација сакам исто да посочам ФК Лепенец ни излезе во пресвет за терен, бидејќи овдека во Карпош конкретно има два терена, Локомотива и Алумина, каде што не може никој да добие термин заради тоа што е пребукирано.
И во таа ситуација ФК Лепенец низе за нас во пресвет за домашните натпревари да ги играме кај нив, но тоа е привремено решение. Така да бараме, нели, нормално, не само за нашиот клуб, него општо за женскиот фудбал бараме да се овозможат да биде пристапно, значи и финансирање да нема према да не се плаќаат терените, да не се плаќаат термините, тоа би помогнало многу во женскиот фудбал. Поштувани, ова беше разговорот со Христина кој што го направивме. Оно што друго треба да го спомнеме околу новата сезона од втората женска фудбалска лига. За сега се уште не е позната датумот кога ќе стартува. Она што како информација го знаеме дека Вардар веќе пополека започнува со индивидуални тренинзи, пополека веќе екипата ќе започне со подготовки за новата сезона, ќе се закажуваат пријателски надпревари. Во новата сезона имаме информација дека екипата на Кочине ќе се засилува квалитетно. Нема да откривам имење бидејќи чекам официјална потврда пред да ги добиеме потврдите за засилувањата. Тоа е дека Кочиник има квалитетен тим со кој што ќе парира и ќе сака да се вмеша во трката за првото место, бидејќи првопласираната екипа игра, односно обезбедува директна промоција во прва лига, а второпласираната игра бараж за влеса во првата лига со деветопласирана екипа од првата лига. Околу сите други амбиции на другите екипи. Значи тука е Вардар, тука е како што кажавме Кочин. Овие се екипите кои што засега има некои пројавени амбиции околу тоа да си обезбедат место во првата лига и ќе го напаѓаат всушност првото место со цел да го избегнат баражот, бидејќи знаете дека ние постојано зборуваме за тие бараж надпревари. Во овој случај е во ред да второпласираната екипа може би игра бараж, меѓутоа и нема некоја има големи разлики во квалитетот, бидејќи екипата од прва лига игра многу посилна надпревари, има поизразито темпо на надпреварување во однос на втората лига. Правото на странци во кај прволигашите права да екипата всушност има поголем квалитет во однос на второлигашката екипа, со оглед на фактот дека штом дошле играчи од страна во македонска екипа, значи дека тие играчи имаат одреден квалитет, повисок квалитет можеби од некои од играчите кои што настапуваат во втората лига. Кажевме, не исклуча можноста на уште една нова екипа која што ќе се пласира. Добивме некои информации, меѓутоа се уште не се проверени информациите, откако истите ќе ги провериме, ќе ги споделиме со вас, да ете први ексклузивно да знаете кои и официјално екипи ќе настапуваат во новата сезона и кои ќе бидат амбициите и засилувањата на екипите, меѓутоа и некои по-други детали кои што ексклузивно ќе ги откриеме на спортска мрежа. Претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.